Самодовербата представува мислење и чувство кое го имаме за себе си. Кога се чувствуваме позитивно за себе, не прави подобри и похрабри во справување со промените. Кога ни е слаба самодовербата, се гледаме себе и нашиот живот во понегативно светло и сме прекумерно самокритични, што ни отежнува способноста да се справиме со животните предизвици. Градењето на самодоверба започнува уште во раното детство. Нашите родители, браќа, сестри, наставници, пријатели, па дури и тоа што го слушаме на медиумите, ни испраќаат одредени позитивни или пак негативни пораки за нас. Вообичаено луѓето се склони да ги задржуваат баш тие негативни пораки, отколку позитивните кои ги слушаат. Дополнително влијание врз нашата самодоверба може да имаат и стресните искуства во текот на животот, како и карактеристиките на нашата личност. Вообичаено, кога имаме ниска самодоверба, сме склони да избегнуваме социјални ситуации, нови искуства, како и нови предизвици. Ова избегнување може да не направи да се чувствуваме побезбедни, но на долг рок ги подкрепува нашите сомнежи и стравови за себе и може да ни изложи на поголем ризик за ментално здравствени проблеми. За да ја подигнеме самодовербата, важно е да ги идентификуваме негативните ставови и верувања за себе и да се обидеме да ги предизвикуваме. На многумина им е од помош, например, кога овие негативни мисли ќе ги запишат и ќе размислат за примери од личното искуство кои би се спротиставиле на овие ставови. Помислете и на позитивните работи кои другите луѓе од вашето опкружување ги споделиле со вас. Градете позитивни релации со луѓето кои ве ценат, потсетете се да не бидете прекумерно самокритични и поставувајте си реални и конкретни цели кои ќе ви го покажат вашиот напредок. Дури да сте се соочувале со намалена самодоверба во минатото, не заборавајте дека секогаш постои простор за нови искуства и нови начини на гледање на себе си.